Кој тоа ја анимира јавноста, но и кој е виновен за зголемените цени на струјата, случувањата со енергетскиот сектор, платите на работниците кои стагнираат? Пратеничките прашања во законодавниот дом денеска ја подгреа атмосферата во собраниската сала на седницата, откако лидерот на СДСМ Филипче од собраниската говорница директно го праша премиерот Мицковски кој ќе понесе одговорност за сето ова и дали ова е дел од препишаното српско сценарио од сестринската партија во Белград. Знам дека сакате да зборите и за убави работи. Веројатно тоа се случува за мала група на луѓе околу власта, меѓутоа не за целата држава и за сите граѓани. Мислев да прашам нешто за мигрантите, ама донесовте резолуција која што е противуставна. Нема прашам ни за Алта банка, јасни се релациите со Србија, јасни се релациите со вашата сестринска партија, со СНС, ама со Вучич кога да сте браќа во последно време. Зошто сега мора да има поскапување на струјата за граѓаните, која што ќе повлече и други поскапувања, разна цените, кои што видовме во периодот сега никако и ништо не направивте да ги исконтролирате. Премиерот пак прашањата за енергетиката, кој ги постави Филипче, ги адресираше на друга адрес, но и обвини дека пиар тимот на Бихачка лошо си ја вршил својата задача и ширел како што обвини лаги и невистини. Им порача дека следните избори ќе бидат вистински дебакал за СДСМ. Ќе бидете левица од Алиекспрес. Ви мислите дека на тој начин, како СДСМ, ќе привлечете внимание. Зошто поскапување на струјата? Ова прашање, господине Филипче, може би најдобро ќе ви го одговори новиот член на вашиот извршен комитет, господинот Бислимовски, кој што е брат на председателот на регулаторната комисија Марко Бислимовски. Дополнително им кажувате на граѓаните зошто губите континуирано избори 7 пати поред, зошто сега на 11 повторно ќе изгубите, и еве јас ви велам, и следните парламентарни избори дебакл ќе ви се случи, пак ќе изгубите. Ниту на оваа седница за пратенички прашања не изостанаа прашањата во делот на судството и обвинителството, откако премиерот одговарајќи на овие теми, посочи дека очекува од новиот јавен обвинител професионално и непристрасно да си ја врши својата работа, но и како што додаде, на судиите и обвинителите им биле исполнени сите барања кои ги имале и врз основа на тоа биле направени пресметки за обезбедување средства од буџетот, но и како што рече, крајно време било да ги засукаат ракавите и да работат согласно законските прописи и норми.